се работи за змија поскок, која што се населила во куќата. И која што веќе убила друга змија. Направив кукичка на невозможно место, тука некаде во клисурата, па не сум бил таму 6 месеца, па ајде одиме да видиме што се случува, дали стои кукичката и да доправиме нешто, да ја припремиме за летната сезона. Би сакал да се заблагодарам на сите мои членови, на сите мои претплатници и воедно на сите мои поддржувачи и да ве поттикнам и вас другите да станете членови, да го поддржите Сонцогор, затоа што ми е потребна вашата поддршка. Станете членови, претплатете се, а ние продолжуваме со видеото. Патот не ви го снимам, оти оваков. Се спровирам низ грмушки, полни со трња, натоварен, така да ако го снимам патот, ќе биде само овкање и жалење. Така да тоа е тоа. Наредно ќе ви снимам кога ќе се расчисти малци и кога ќе се доближам до кукичката. Ајде, одиме натаму. Еве, стасав и до првата чистинка. Сега одам ваму доле. Треба доле да се спуштам, тука имам мала чистинка, после пак имам грмушки. Меѓутоа сум блиску. Така да, добре. Набрзо ќе видиме што се случува со кукичката. Единствено криво ми е што не си земав стара блуза за овој пат, па така оваа моја умилена ретро блузичка ја закачив на 500 места. Ајде се надевам дека ќе ми издржи летово. И тоа е тоа. И ајде продолжуваме понатаму. Имаме уште малку, ќе одмориме убаво, па ќе правиме кукичката. Еве го одам и последниот дел. Блиску сум до кукичката. Замислете, тука одвај се симнува човек. А јас направив кукичка. Можете да го замислите тоа. Тука одвај човек може да се симне, значи нема патишта, нема ништо, тотално изолирано. Видите колку долго време одам само пешки. Ама некако успеав да направам кукичка. Во секој случај кукичката е карабина, не е доправена. Меѓутоа се надевам дека ќе имам време да доправам. И ајде сега ќе видиме дали воопшто и стои кукичката. Секогаш кога идам нова место го поставам истото прашање, затоа што доаѓам ретко. И едноставно не знам. Ајде, сме блиску, па да видиме што има останато од кукичката. Ајде се приближуваме кон кукичката и уживаме во природата, во цвеќињата. Че се е толку убаво. И добре стои, еве ја.
Значи, кукичката е направена со earthback методата или вреки полнети со земја. Премачкана е однадвор со плитар, а горе имам ставено остатоци од гуми, некои ролни беа кои што ги најдов во оближната депонија. Значи, куќава е направена целосно од рециклирани материјали, исто и прозорите се од депонија. Значи, супер е, кукичката си стои. Тука зад мен има мало место за седење и тоа си стои. Одам малку до реката да одморам, па одиме внатре во кукичката да видиме што се случува. А воа ми е друг проект. Чекај да ја пуштам. Воа ми е друг проект кој што го почнав, си правам кукичка на дрво. Ајде да видиме кукичката внатре. Некој оставил вратата отворена. Че никогаш во дивина не се остава вратата отворена. Еве кукичката внатре. Треба да се биде многу внимателен. Затоа што во кукичките влегуваат змија во кукичката, што значи дека тука не е безбедно. Ете, видите. Ова е веќе опасна змија, која што би можела и да нападне. Тука се работи за опасна змија. Видите? Која што предупредува дека ќе нападне. И тоа јас ќе пробам да избркам надвор. Така, значи се работи за змија поскок, која што се населила во куќата
која што веќе убила друга змија. Че она веќе убила друга змија тука. Ќе мора сега да ја избркам од куќата. Не сакам иначе, еве ја куќата. Меѓутоа, ете, некој ја оставил вратата отворена. Ајде, испеѓи надвор. Мора да бркам. И ете, наместо да реновирам, јас се занимавам со чистење на куќата од глодари и змии, така да, затоа што се наоѓам во клисура, во карпи, а некој ја оставил вратата отворена на куќата и навлегле многу змии и глодари, така да потрошив многу време проверувајќи сите ќошови дали има змии и не стасав ништо да сработам. Јас одмарам сега уште малку и полека тргаме назад. Толку од денот, толку има време, кога ќе спием тука, тогаш ќе имам повеќе време и да работам. Наредното видео се враќам да реновирам и работам нешто во куќата. Значи, не успеав да реновирам куќичката, како што гледате, имав друга работа, меѓутоа ви ветувам дека ќе се вратам да доправам куќичката и ќе го снимам тој процес. Јас еве испаднав од писурата и полека одам на кај еколошкото село Сонцогор. А ви благодарам што гледавте видеото. Се надевам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, ставете лайк, споделете, претплатете се на каналот, станете членови и така натаму и така натаму. Ви благодарам уште еднаш, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео.